точно ќе има конечно? Се уште немаме одлучено, ние почнавме разговори политички во коалиционите партнери внатре. Се надевам дека до крајот на оваа седмица ќе можеме да донесеме одлука. Секако сите опции се отворени. Во моментот ниту јас знам точно и која ќе биде името, од која политичка партија ќе дојде и кој ќе биде од кандидатите. Јас сум само еден од политичките представници на партиите кои што партиципираат во владиното мнозинство или во парламентарното мнозинство. Консултациите продолжуваат секако. Јас би рекол вака, сите опции се отворени. Пред се е многу важно и персоналното решение, многу е важно за какви луѓе разговараме. Здравството знаете дека е високо во очекувањата на граѓаните, заради тоа е многу важно. А ако дојде од Алијансата, тогаш нема да има реконструкција. Ако дојде од друга политичка партија, логично ќе биде дека Алијансата останува во коалиција и треба да има министерско место. Затоа се отворени сите овие можности за дебата. Најверојатно и пресудно ќе биде имињата кои што ни стојат на располагање, кои што ќе преземат оваа одговорна функција. До кој ќе чека владата на Алијанса за министер за здравство? Алијансата ми соопшти мене како мандатор име за министер за здравство, но тоа е само име од Алијанса. Ние имаме и други имиња кои што сакаме да ги разгледаме во зависност од на вистина најдоброто решение кое што можеме да го донесеме, заради тоа што овие одлуки сега се носат. Нема да има избори некои други за да може да се променат некои решенија и јас верувам дека треба да се водиме од мудроста на одлуката. Кои се тие имиња? Да. Сега се одлучува за пополнување на испразнето место поради тоа што поранешниот министер стана градоначалник. И во одлучувањето мора да не води прво името, човекот кој е, за да може прво граѓаните, пациентите, лекарите, медицинската фела да му веруваат на човек. Тоа е минимум што го очекуваме после заедно со помош на сите, се надеваме на успешни реформи во здравството заради тоа што се неопходни. На секоја можна анкета граѓаните прво очекуваат резултати во здравството, па после доаѓа образованието, па празен простор, па доаѓаат другите важни антикорупција, реформи во правосудство или слично, така да сите опции, верувајте, се отворени. Кога зборував дека разговараме за потенцијален министер од Алијанса, разговараме и од другите политички партии. Вклучително сите што може да учествуваат и на крајот знаете дека имаме и министри буквално што немаат врска со политички партии. Најважно е какво решение ќе избереме. Навистина здравството е високо во приоритетите, највисоко во приоритетите на владата и не сакаме да погрешиме со едно вакво решение. Дури денеска ќе овластиме за одредени плаќања на сметки на владата на заменик министерот за да може да платиме, не знам, струја, грејење и одредени други фактури, се со конечна цел да добиеме ден, два, три да изнајдеме максимално мудро решение. До крајот на неделата ќе има министер за здравство. Јас се надевам дека ден поскоро ќе се договориме за оваа работа. Важно е прашањето, знаете дека локалните избори предизвика одредена чувствителност. Се обидуваме на вистина да работиме сите во интерес на граѓаните и затоа во првиот момент реков да паднат малку прашините, постои пријатен момент за разговори. Се надевам со взаемна почит сите и насочени кон максимално најдобро решение, ќе изнајдеме решение за кадровските промени кои што треба да се случат во владата. А кои се имињата кои би требало да се на министерското? Не би сакал да спомнувам имиња, знаете, ако не биде човекот на крајот, лошо е да го употребуваме името на секој. Тоа се врвни експерти сите за кои што разговараме.